Последните денови од 2017 година ја стоплија почвата. Невообичаено високите температури за овој период од годината нема лошо да влијаат врз земјоделството. Експертите се децидни дека напротив кај житните култури може да се надомести периодот и развојот поради доцнењето на есенската сеидба. Значи, моментално високите температури и влагата што ја има од претходните дождови во почвата влијаат позитивно, односно добро влијаат заради тоа што малку и сеидбата каснеше, а со тие високи температури и влага, значи зимските посевите, житните посеви ќе достигнат тие фази на развој кои се најоптимални за презимување, односно доколку настапат некои пониски температури. Спасов не очекува последици ниту по градинарските култури, освен во случај на долг период со топли денови. Градинарството сега е во растарски период на неколку градинарски култури, пред тоа е сделката. Исто така тука се и пораните, односно овие култури кои се припремаат за подгрејање, тоа се доматите, пиперката, каде што во овие услови се и текако поволни за нивниот развој. А сега може би само една негативно за овие култури е тоа што вегетацијски може да поволностите да влијаат на некои фази на развој, односно развојот да биде побрз и да пасовите стасат порано од колку што е планирано за расадување. Најзагрозени може да бидат овошките поради аномалии во вегетацијата, која што може да биде предизвикана од ладните ноќи со температури под нулата. Но секако, додава Спасов, треба да се следи трендот и на сегашните состојби, за со сигурност да се каже дали ќе се јават негативни последици кај овошките.